За прв пат откако е формирана општина Ѓорче Петров, денеска им беше доделена еднократна парична помош во висина од 3000 денари на глувонемите лица од општината. Станува збор за иницијатива на градоначалникот Александар Наумовски, според кого секој жител на општина Ѓорче Петров треба да има еднакви можности, без оглед на неговиот хендикеп. Еден од глувонемите лица е и Роберт Сефери, кој на 3-годишна возраст го изгубил слухот, како последица од превисока телесна температура. Со помош на знаковниот толкувач Даниела Дичовска, успеавме да поразговараме со него, при што ни откри дека е тешко да се живее со неговиот хендикеп, а уште поголема потешкотија представуваат бариерите кои им ги наметнува општеството. Јас сум многу изненаден и многу задоволен. Ова ни е прва средба во Скопје, прв пат сме повикани од градоначалник и стварно сме изненадени и многу се среќни глувите лица за тоа што се во моментот во општината на средба со градоначалникот. Се надеваме дека ваквите средби ќе продолжат. Секоја почит до сите вработени во општината. Може ли да ни каже на некој начин дали чувствуваат дека се дискриминирани не од општината Ѓорче Петров конкретно, туку од општеството во Македонија? Порано, да. Многу ни беше тешко. Комуникацијата со глувите и луѓето што слушаат. Немавме потреба од толкувачи, се уште имаме потреба од толкувачи. Сега проектот за толкувачи е започнат, обуките, и ние се радуваме дека во иднина ќе имаме толкувачи, ќе ни олесни животот. Сакаме еднаквост како луѓето без хендикеп. Роберт е редовно вработен и е задоволен од својот работен ангажман, но потенцира дека за жал постојат и нехумани работодавачи кои го експлоатираат трудот на лицата со оштетен слух. Порано вработувањето на глувите беше тешко. Приватните фирми не експлоатира, значи не ни дозволува слободни денови. И на глувите им беше тешко. Во државни фирми сакавме да работиме и да имаме како сите нормални и боледување, и одмори. Значи, имаме многу луѓе што се невработени. Јас сум многу среќен што сум сега во моментов тука. Јас сум во сервис, во Порше. Задоволен сум од работата. Данче Василевска од секторот за детска, социјална и здравствена заштита во општина Ѓорче Петров нагласува дека оваа предновогодишна средба со лицата со оштетен слух е во знакот на хуманитарната дејност, која представува еден од приоритетите на општината. Ова е прва средба на општината со глувите лица на територија на општина Ѓорче Петров. Општината направи натална карта. Во иднина ќе продолжи соработката со глувите лица. Вакви средби ќе продолжат и во иднина. Ќе имаме многу заеднички проекти, активности, програми, така да се надеваме дека соработката во иднина ќе продолжи. Значи, ова е првична средба, но тука нема да престане. За подсетување, изминатава година во организација и со поддршка на општина Ѓорче Петров се одржаа голем број хуманитарни настани за помош при лекување на болни деца од општината.